Почитувани гледачи, ве поканувам да го проследите новото издание на емисијата Профит. Пчеларството во Македонија од година во година се посериозно напредува, има многу семејства кои што сериозно се зафаќаат и инвестираат во развојот на оваа дејност. Она што го потврдуваат пчеларите е дека потенцијалот и перспективите се големи, а ширум Македонија имаме одлични предели кои што можат да дадат шанса за да се напредува во пчеларството и да се дојде до квалитетен пчелен производ. Медот како производ од пчеларството навистина е многу квалитетен. Тоа го потврдуваат и истражувањата, а фактот дека тоа може да биде нашата конкурентна предност како држава говори дека сериозно треба да се работи на искористување на потенцијалот, на едукација на пчеларите и на можноста да се дојде до поголеми приноси. Токму овие теми нека бидат повод за да останете заедно со нас во ова издание на емисијата Профит. Пчеларството е перспективна дејност, а сите оние кои што се занимаваат со оваа работа велат дека од година во година се повеќе се инвестира, многу семејства кои што сериозно пристапиле во пчеларството воопшто занимавајќи се со него велат дека може добро да се заработува ако сериозно се пристапи, се инвестира доволно и се работи посветено. За да ги отсликаме состојбите во пчеларството во Македонија, се упативме на терена со еден од пчеларите во Велешкиот регион. Ке зборуваме за се она со што се соочуваат, што е она што треба да се знае доколку некој сака да инвестира и да започне да се занимава со пчеларството и сите оние информации кои што се надевам ќе бидат добре дојдени за гледачите и ќе дозволат да се отсликаат состојбите во оваа дејност. А по тој повод, како што реков, во Велешкиот регион, во пчеларникот на семејството Додевски, ќе говориме со еден од помладите членови кои што веќе многу сериозно има навлезено во пчеларството и од година во година го сватил како една навистина професија, бизнис која што понатаму треба да значи само развој на воопшто она со што се занимаваат. По тој повод во продолжение на емисијата Профит го најавува мојот соговорник, господинот Иван Додевски, собственик на пчеларникот Додевски. Пред се благодарам што еве денес сте наши добри домакини и ни овозможивте и ние да го почувствуваме она што го носи природата и амбиентот на еден пчеларник, а тоа да го пренесеме и на нашите гледачи. Навистина е прекрасно пред се човек да е во природа, а особено кога се зборува за една ваква специфична работа, навистина се надевам дека и нашите гледачи ќе ги почувствуваат сите оние впечатоци кои што попатно заедно со нашата главна тема за ова издание на емисијата Профит ќе можат да го видат и да го пренесеме и ние. По тој повод, еве, како што реков, состојбите во пчеларството некако од година во година се во фокусот и на јавноста, од повеќе причини, од тој развој, понатаму се повеќе шансата, можноста да се занимаваат луѓето со оваа дејност, но како што најави, важно е да се свати дека мора да се има еден сериозен пристап. Но за сите оние состојби кои што се во пчеларството, некогаш и денес една представа да ни дадете вие најдобро, тоа ќе можете да го направите. Ви благодарам за најавата. Чест ни е и задоволство да бидеме домакини на вашата емисија Профит во нашиот пчеларник, во пчеларникот на Додевски, кој што се наоѓа во село Рудник, Велеш, како што кажавте. Располагаме со околу 300 пчелни семејства на две локации. Понатака во текот на разговорот ќе видите со што се ние всушност работиме во нашиот пчеларник. Уште во времето, значи, на старите човечки цивилизации, главна цел на луѓето била да се произведе медот, па понатаму, значи, откако увиделе на одличните нутриционистички фармаколошки својства кои што ги имаат пчелните производи, продолжиле одгледувањето на пчели да го усовршат во еден посемен вид на живеалишта, значи од карпи и од дрвја, веќе сакаат луѓето да ги стават пчелите во современи живеалишта, во така наречени кошници, кои што во моментов ги има многу на број. Ланструк, Дадамблат, Фарар, Полошката, Родново и така натака. Кај нас ние работиме со лангструктовата кошница, која е најзастапена кај нас тука и во светот.
се смета како најпрофесионална кошница. Меѓутоа и останатите кошници си имаат свои и позитивни и негативни страни, како и оваа. Значи, во секој регион, секој пчелар, од кога ќе почне да работи со пчелите, треба да почне со една кошница и со таа кошница да има во пчеларникот. Понатаму човекот преку изучување на биологијата на пчелата и нивното однесување ја увидел можноста дека производството, дека преку различни техники, технологија на одгледување на пчелите, видел дека не се само производ на пчелите медот, туку и восокот, туку и останатите пчелни производи кои што се многу доходовни. Тоа е прополисот, поленот, матичната млеч, на крај пчелниот отров. Покрај директната корист која што имаме од пчелите, нели пчелните производи, имаме индиректна корист која што е многу битна за природата. Пчелите вршат опрашување на растенијата, поготово кај овошните култури, каде што и приносот на медот, приносот на овошките се зголемува и до 30%. Важи за феномен секако и пчелата и целата дејност во која што навистина е убаво човек да слушне кога младите така убаво навлегле, се едуцираат, напредуваат во однос на се она што е поврзано со оваа работа, со самата пчела, со производите и понатаму може да се очекува само на таков начин да се развива и вашата работа лично, но и целата оваа дејност. Она што е важно, ако сакаме да направиме една, можеби, ретроспектива за пчеларството во Македонија, може ли малку во кратки црти, онолку колку што имате секако информации, да ни направите една представа како е денес, како било некогаш? Така, дефинитивно, пчеларството кај нас е во голем подем. Значи, има многу заинтересирани млади пчелари, кои што сакаат да почнат со овој бизнис. Зошто е тоа така? Таков голем интерес, дали заради можноста добро да се заработи, дали заради природните предуслови кои што пак даваат шанса? Така, природните предуслови се најбитни, значи. Најбитно е, значи, медоносната флора која што располага нашата земја. Значи, таа е доволно за секого има простор, значи, да се вклучи во оваа дејност, значи за секого ќе има нектар и мед. Освен тоа и оваа работа е работа која што се наоѓа во природа, работа која што можеме да избегаме од гужвите од градот. Имаме фабрика под отворено небо, значи мислам дека тоа е доволно да еден млад човек се одлучи да работи, да живее здраво со пчелите и за пчелите и од пчелите. Но предпоставувам и да оствари заработувачка секако во рамките на на што се фокусирал, дали голема инвестиција или помала. Генерално можеме да констатираме дека има потенцијал за развој на пчеларството, не е само некој тренд, можеби минлив, кој што заради приликите, заради шансата за екзистенција, вработување на младите се гледа, туку споени повеќе компоненти кои што испоред она вие што го кажувате треба да се искористат. Имаме природни предуслови, потенцијал голем како што велите и секој кој што сака да навлезе во оваа дејност има простор, има можности, а ние подоцна во текот на нашиот разговор ќе откриеме уште многу информации кои што би ги упатиле оние кои што се обидуваат да навлезат или размислуваат дали заслужува и има перспектива во оваа дејност. Еве и од тука од терен потврдуваме дека навистина доколку сериозно се пристапи има големи можности и перспективи за да се занимава некој и да оствари и профит, односно да дојде до екзистенција. Особено тоа е важно за младите кои што доколку навреме темелно почнат да навлегуваат и да се едуцираат и да се занимаваат и професионално со пчеларството, можностите секако дека постојат. Она што можеби би било корисно за нашите гледачи, како што напоменав за оние кои што допрва сакаат да се занимаваат со пчеларството, малку да откриеме околу оние инвестиции кои што секако значат многу и тука да направиме една представа во тој дел што се е потребно за да се започне, колкава е таа инвестиција, дали мора големи финансиски средства да се обезбедат. За да се започне со пчеларство, најдобро е да се започне со помал број на кошници, 3 до 5 кошници. Не е добро
минимум значи една кошница, бидејќи може да настра тоа пчелно семејство при некоја од грешка, бидејќи нели се работи за пчелар почетник кој што треба сепак да има малце поголемо знаење како да ги работи пчелите. И доколку имала таква загуба, тоа било 100% загуба и тука доаѓа до разочарување и откажување на почетникот. Значи од 3 до 5 кошници, тие кошници треба да бидат стандардизирани, значи од исти тип на кошници, за да можеме да манипулираме и помеѓу самите нив. Најдобро е да се почне со природни роеви или пак со нуклеуси, бидејќи преку нуклеусите учиме развојот на пчелното семејство, дознаваме што се треба да се работи додека го достигнеме тоа јако пчелно семејство кое што ќе ни биде производно. Нуклеусите кои што ги продаваат, се продаваат на 5 рамки, од тие 5 рамки 3 рамки се со затворено легло, 2 се со мети полен, сите рамки треба да бидат полни со пчела, да има околу 1 килограм на пчела или пак 10.000 пчели. Матицата треба да биде млада, оплодена, бележана, спакувана сето тоа во картонска кутија во тој пакет, со соодветна вентилација за транспорт, за да нема губење на пчели при транспортирање. Претходно, младиот пчелар треба да ги има поставено, значи, кошниците, онаму каде што планира да му биде пчеларникот. Локацијата е најбитната работа во пчеларството, значи, тоа место каде што го одбрал треба да познава медоносната флора која што се наоѓа околу пчелите. Треба да знае фенофазата на цветење на растенијата околу пчеларникот, бидејќи пчелите и природата си идат рака под рака. Кошниците треба да бидат нови, значи треба да бидат заштитени од надворешни влијанија, значи бидат офарбани со боја која што пчелите ги препознаваат, значи бела, жолта, зелена, сина и така натака. Треба околу пчеларникот да има проточна вода, дотолку нема треба да имаме поилки поставено. Меѓутоа добро е да има проточна вода. Освен пчелите, значи и кошниците, потребен е препратен пчеларски прибор. Тоа се дималка, пчеларски нож, пчеларска капа, четка, и така натака. Понатака се доаѓаат и оние покрупните инвестиции, значи треба да се има, значи, восок, сатни основи, кои што се тоа и репроматеријали, да се има секојаш резерва на кошници, матици за пчелите, дали ќе произведуваат сами или пак ќе купуваат. Меѓутоа тоа е се во еден спаѓа вид на репроматеријали за пчелите. Треба да се има центрифуга, понатака и објект каде што повеќе се дојде до производството, веќе да стигнеме до фазата на мед. Да. Приносите кои што може да ги обезбеди пчеларството и фактот дека имаме квалитетен мед се доволен повод за сериозен пристап, а пчеларите со добра едукација и посветеност со инвестиции можат да овозможат многу повеќе понатаму како една насока за да може да се очекува квалитетот на медот кој што го имаме како една наша конкурентна предност и понатаму да биде предизвик за да може да се пласира на пазарите. Интересно можеби ќе биде тука да дополниме се ова што го споменавте и како репроматеријали од почеток до крај, дали може да се најде кај нас во Македонија? Да, може да се најдат. Значи има комплетно се што е потребно за да се занимава некој со пчеларството. Лесно се достапни, значи имаме продавници за пчеларство за да се купи пчеларска опрема. А како се цените на она што е се дополнителен материјал, дали тоа се некои цени кои што ќе дозволат на почетокот доколку нема големи финансиски можности да се започне сепак? Така. Овака цената на едно јако пчелно семејство во моментот е околу 6.000 денари па нагоре. Додека пак нуклеусот е околу 3.000 денари. Значи тоа е во однос на пчелите. Кошницата исто така е околу 3.000 денари. Значи може да се комплетират во зависност од колку кошници сака да започне пчеларот.
значи ќе може да си пресмета самиот колкава му е инвестицијата. Останатиот пчеларски прибор е, значи, не е некоја голема инвестиција која што може секој да си дозволи да купи. Значи стартот мислам дека може да се започне со помали финансиски средства, а понатака ако сака, значи, професионално да се занимава, секако дека инвестициите си доаѓаат и се поголеми. Меѓутоа, на почеток, јас мислам дека секој што планира да се занимава со пчеларство, треба да почне прво да се занимава како хоби, значи да засака пчелата, бидејќи без љубов кон пчелите нема бизнес тука. Значи прво е љубовта кон пчелите, а понатака бизнесот, здраве Боже, да си доаѓа самиот по себе. Но, значи, мора пред се и посветеност и добра едукација од почеток до крај со текот на годините, како што велите, тоа ќе си дојде се како што треба, затоа што навистина едукацијата е клучна. Она што го споменавте на почетокот, може да настанат грешки и тоа да ги одврати од намерата да навистина посериозно навлезат и се занимаваат. Важно е секако колку приноси може да се обезбеди од пчелите. Ајде малку тука да направиме една представа, една слика од просечно колку може од она што го имате и што може најдобро да се долови за гледачите. Вака, приносот на пчелните семејства е различен по регион. Можеме еден просек да кажеме во изминативе години е значително опаднат. Значи, можам да кажам за еден просек количина од 10 до 15 килограми по пчелно семејство. Има региони кај што има и повеќе нектарење. Меѓутоа, за таа цел, пак за да го подобриме овој принос на мед, мислам дека неминовно во современото пчеларење можам да кажам дека треба да имаме и селидбено пчеларење. Селидбеното пчеларење представува преместување на едниот пчеларник или дел од пчеларникот од еден регион во друг регион. Тоа обично се прави од понискиот дел, значи од пониска надморска височина, значи каде што имаме порана вегетација на медоносните растенија, одиме на повисока надморска висина каде што се разликуваат вегетацијата и по месец, па и повеќе има разлика во пашата, со тоа што искористуваме така 2 паши, па може и 3. На тој начин ќе го зголемиме, значи, приносот на мед и профитот нормално. Може би ќе биде корисно за гледачите во однос на тоа каде е најдобро да се одгледуваат пчели, во кои региони. Констатиравме дека има перспектива за оваа дејност, но ајде малку тука да објасниме. Моментално кај што наоѓаме во овој пчеларник е наменет за производство на мед, прополис. Дел од пчелите, како што напоменав, ги селиме. Оваа година пчелите ги оцеловме во Беровско, каде што имавме дополнителен приход, значи производство на мед. Доколку би ги оставиле пчелите овдека, значи тука веќе главната паша е помината и немаме веќе никакво искористување на пчелите. Имаме сепак се уште време од текот на целиот летен период тие пчели да ги искористиме за дополнителни, значи, приноси и приходи. Селидбеното пчеларење е макотрпна работа. За таа цел треба да имаме услови, треба да имаме најдена соодветна локација, треба да имаме опрема како ќе ги однесеме тие пчели. Значи, најчесто ги носиме ние со комбиња, со приколки, со камион. Во другите држави ги носат и со автобуси, и со возови и така натака. Меѓутоа, ние во наши услови, кој како може, какви услови има, каква опрема, така и ја користи. Локацијата, значи, каде што ги носи пчелите, треба претходно да ја посети, значи да види до каде е цветањето на медоносните растенија. Да не случајно има уште некој пчелар, значи веќе претходно стигнат на негово место, бидејќи ние немаме се уште катастарска пчеларска паша, ниту пак правилник за користење на таа катастарска паша. Затоа и доколку би имало веќе некој пчелар на таа локација, најдобро е со заеднички договор, значи да се постигне да пчелите
се однесат во место каде што не е пренаселено, бидејќи ако е пренаселено местото со пчели, тогаш и продуктивноста опаѓа. Значи се треба се направи со договор. Локацијата каде што ќе ги оставиме пчелите, треба претходно да го најдеме собственикот на таа локација додолку го има. Додолку го нема, тоа треба да го правиме во општините каде што ги селиме пчелите. Дополнително треба да имаме од ветеринарните, значи инспектори, треба да имаме сертификат дека пчелите ни се здрави и транспортен документ дека ние безбедно ги оцелуваме пчелите. Сето тоа така комплетирано и со голем број на апитехнички мерки можеме да ги оцелиме пчелите на таа локација која што сме одбрале за дополнителна втора или трета паша. Ако говориме за тоа каде е најдобро да се наоѓаат пчелите, односно во кои предели на Македонија може најдобро да се работи и да се заработи во крајен случај од оваа дејност, какво е поднебјето на Македонија? Па воглавном целата земја ни е медоносна, да кажам. Значи избор има пчелари? Избор има, да. Меѓутоа има места и каде што една година, значи, таму приносот е екстремно, значи, задоволувачки, некоја година опаѓа, секогаш е различно. Значи, меден семафор, буквално. Можам да кажам да издвоам Беровскиот крај Малешевијата, Преспанскиот дел, Кичево, Западна Македонија, значи, исто Дебар, Гостивар. Чисти предели. Значи, сегде може, значи, има капацитет за пчеларење. Во просек во Македонија колку мед има пчеларите, колку можат, еве во годините сигурно имате некои такви бројки, кога најмногу мед се произвело? Во просек во една година колку може да има мед? Ете, просекот е околу 20 килограми пчелно семејство. Значи, некои пчелни семејства знаат, се зависи как и јачината на пчелното семејство. Некој знае да е повеќе, некој знае да е помалку, меѓутоа се битно е да бидат пчелите спремни за напаша. Како што кажав, има услови, само треба, значи, добро посветеност, познавање на локацијата. Ако говориме за пчеларството и работата на еден пчелар во текот на една година, колку месеци има ангажман кој што навистина значи посветеност во текот на годината? Така, па можам да кажам дека веќе од март месец почнуваме со активно да работиме во пчеларниците, тогаш се работат првите пролетни прегледи и се до крајот на октомври месец имаме работа во пчеларниците. Меѓутоа и зимскиот период имаме подготовка за на пролет. Значи тогаш имаме, значи работиме со опремата, со кошниците, со рамките, спремање на рамките со сатни основи и така натака. Значи продавање на медот, на производите. Значи секогаш има работа. Македонскиот мед е квалитетен, а тоа го потврдуваат и пчеларите. На терен гледаме се повеќе сериозни инвестиции, а можноста да се навлезе и со добра едукација, со следење на трендовите во пчеларството и она што може да биде и предност во однос на квалитетот, нека биде доволен повод и во понатамошниот период пчеларите здружено да работат и да имаме нови инвестиции во пчеларството. Од она што е активност и сериозен пристап во работењето, значи дека во текот на целата календарска година на пласирање на производот до крајот, што исто така е многу значаен дел од целата работа, потврдува дека со сериозен пристап може да се дојде и до солиден профит, до заработувачка и на вистина тоа да биде можност и за екзистенција на едно семејство, но и предуслов за добар бизнис понатаму со самиот развој. Ако говориме за квалитетот на македонскиот мед, за цената, тој сооднос, промени низ годините, па на крајот да стигнеме до многу честата тема фалсификувањето на медот, ајде малку тука да анализираме во нашиот разговор. Македонија има услови за високо квалитетен мед и го имаме на нашите простори. Пчеларите го продаваат како квалитетен мед.
Доказ на тоа е и освоеното второ место на сајмот во Торино за традиционална храна, каде што од сите учесници ние со нашиот мед искочивме меѓу најдобрите по квалитет. И сега за цената да се надоврзам, за нашиот квалитет мислиме ние пчеларите дека е ниска и не само ние пчеларите, туку за разлика од околните држави, каде што цената на медот е од 10 евра па нагоре, кај нас цената на медот е 5-6, во некои региони достигнува до 7 евра. Мислам дека треба повеќе да се едуцираат и потрошувачите на пчелните производи, да знаат што купуваат, од каде купуваат, дека најсигурно е да купат мед од пчеларите. Фалсификатори има многу, бидејќи медот како производ е дефицитарен на нашиот пазар. За таа цел надлежните инспектори, значи, треба повеќе да посветат внимание, да земат примероци, да прават детални анализи, со цел тие фалсификатори тој фалсификуван мед да се намали на нашиот пазар. И тоа би било и заштита на вас кои што навистина инвестирате, сте посветени, затоа што оваа нелојална конкуренција, кога говориме за фалсификуваниот мед, знае да направи голем проблем, односно да наштети на сите оние кои што професионално и посветено се навлезени и навистина се посветиле и со семејствата комплетно во текот на целата година работат постојано за да може да дојдат до квалитетен краен производ. Така, ние преку вакви емисии, преку веб страници, преку интернет порталите, пчеларите сакаат и знаат да се доближат до медолюбците. И на еден начин вршиме и самите си вршиме промоција и маркетинг на нашите производи. Мислам дека тоа нашите потрошувачи го ценат и го препознаваат, не следат и мислиме дека има резултат. Меѓутоа, ние како индивидуалци не можеме многу да направиме, треба тоа на повисоко ниво да иде, на ниво на пчеларски здруженија, на сојуз и така натака. Значи мора сепак здружен настап за да може пред се таа свест и едукацијата да се подигне на едно повисоко ниво, за да може и да се препознае добриот мед, да се купува од веќе луѓе кои што посветено и професионално се занимаваат, знаат добро што е квалитетен мед, а несомнено оно што е потврда, имаме квалитетен мед на нашите простори и навистина не треба да се дозволи фалсификуваниот мед не само од туку и од надвор да влегува и да се продава за многу пониски цени кои што директно се на штета на вас семејствата кои што навистина со целата инвестиција, посветеност, како што реков, се занимавате со оваа работа. Вие, како што и претходно споменав, со целото ваше семејство го работите ова со голема љубов, посветени сите, вие сте младата генерација, тука е вашиот татко, веќе споменавте и вашата сопруга, мораме да ја споменеме, е веселна што тука вака инвентивно е спакувано, веќе како млади генерации на пчелари, радува што се обидувате да внесете една свежина и една навистина нова можност дополнително овие пчелни производи да се продаваат и да се пласираат. Ако тука само би се дополниле колку се пчелни производи може да се пласираат на пазарот, веќе гледаме и разни комбинации, додатоци, медот комбиниран, што со еден збор на вистина дава голема перспектива на пчеларството со една палета на производи кои што може да се пласираат и да бидат пред се на задоволство на потрошувачите, да имаат квалитетен мед и квалитетни пчелни производи. Јас предлагам тука да го заокружиме овој дел од нашиот разговор, а подоцна ќе дополниме со уште некои информации кои што ќе бидат клучни за да се заокружи целата слика за пчеларството.